И последен разговор во студиото, минути за културата. Нашата последна гостинка ја носи поезијата таму каде што е местото, надвор од книжарниците и академските кругови, директно во душите на луѓето. Таа е авторка, лекторка, но пред се набљудувач на светот со нежна прецизност. Утрово со нас е Љубица Шопова, која неодамна ја објави втората збирка поезија со наслов Надвор од единиците мерки, а ние ќе се обидеме барем малку да влеземе внатре во тие стихови. Љубица, добро утро и добро ни дојде во студиото. Добро утро. Верувам ќе имаме пријатен разговор, бидејќи ние сме и пријатели долги години, а велат најтешко е да се разговара во живо со пријател. Ќе видиме, да, јас немам многу искуство во тоа. Да, се надевам ќе бидеме добри домаќини, да почнеме едноставно кога последен пат напиша нешто само за себе, а не за збирка. Па баш деновиве така сум во некоја фаза кога си пишувам така некои работи за себе, тоа се така можеби некои белешки, некои медитативни мисли. Како што ја себе си ги нарекувам сега некои можеби молитви со своји зборови. А инаку секогаш кога се работи нели за себе, за самите нас, тогаш не би рекла баш дека се едноставни работите. Туку така знаат да бидат малку понеедноставни, комплицирани. Да. Што за тебе значи поезија во време кога сите трчаме низ денот, мериме се од калории до кликови? Баш така, ама баш онака можност да се излезе од тоа темпо, да застанеш за миг, као без разлика дали читам, дали пишувам поезија или нешто. Другото ми е тоа за мене на некој начин е можност да се забави тоа темпо во текот на денот и да се биде присутен малку повеќе во мигот, да можност да се доживеат работите, а не само да ги истрчаме, да ги протрчаме, да не одминат. Или ние да ги одминеме, да, баш оно. Тука имаме твојата книга, ќе може и да ја покажеме, збирка зошто токму насловот Надвор од единиците мерки. Против што се бунтува поетот тука? Па Надвор од единиците мерки баш како што нели реков еден вид како пркос можеби против ова сето што го кажавме или предходно и против она слепото прифаќање на работите. Затоа што цело време нас не се наметнува нешто што вака треба, така треба, некој темпо значи имаме, а никогаш вака и многу ретко забораваме да застанеме да речеме чекај сега да го преиспитаме ова што се случува, како, па можеби да наметнеме нешто свое, да создадеме нешто свое. Значи најмногу ми е она како поетот тука се бунтува против она слепото прифаќање на работите што не се наметнува. Така. Збирката се чини интимна, но и отворена. Колку е автобиографска, колку се гласови на други жени, пријателки, сенки? Да, дефинитивно е и интимна и отворена, но секако тука моите премолчувања и крици се преплетуваат со сето она што ме обкружило во даден момент, со сите луѓе, битија, околности, настани. Значи баш тоа, и моите интимни гледишта, но и се обидам да го ставам и гласот на она што сум го слушнала и да го интерпретирам некако, да го канализирам на некој начин ако можам. Така. Дали имаш некоја милена песна од збирката која што ја сметаш за јадрото на книгата или малку е себично моево прашање? Вака во моментов се прво, не знам баш дали е таа песна јадро на збирката, но вака најмногу резонира темна материја, затоа што можеби периодов ета така еден подолг изминат период во себе носам некои темни материи што допрва чекам да видам што ќе излезе од нив, така како некои работи што тежат и чекам да се случи, да видиме што ќе донесат на површината. Така, да, јас ја добив збирката, само да кажам, и со посвета. Сега гледам посветата, но тука нема сега јас да кажувам што пишува и како пишува, бидејќи тоа е наше нешто лично. Ти благодарам за подарокот. Како изгледа твојот процес на пишување? Имаш ли ритуал, кафе, музика, рано наутро, доцна навечер? Зависи тоа што го пишувам, дали ме фасцинира или ме иритира. Прво нешто тоа што или мислам зависи од што е побудено тоа што го пишувам. И потоа се наметнува ритуалот. Значи првата збирка ја пишував, за таа е специфично што сите песни ги напишав во 1 час од пополноќ. А оваа збирка настануваше многу спонтано и во некој така специфичен период за сите нас што беше во таа корона кризата, најголем дел се напишани песните. И потоа се случи така се преклопија некои работи, тогаш така немаше некој посебен ритуал.
Значи не бара тоа некој посебен ритуал, поготово за поезија, значи кога се работи, тоа е некој баш пред се спонтан процес, не за сега за да се потоа, значи кога тука сакам да истакнам дека самото пишување не е само авторот, туку има потоа се структурира со уредништвото и тука сакам да се заблагодарам на мојата уредничка Катерина Шакутковска од издавачката куќа Илика, што е, мислам, што е исто така еден многу убав и потребен дел од процесот за да сето ова изгледа како што сега како што треба, апсолутно, апсолутно. Дали пишувањето е лек, аларм или обид да се преживее нешто што не се зборува? Сето ова. Се во едно? Сето ова, да. Значи и аларм, значи алармот најчесто е кога доаѓа инспирацијата да се напише нешто, а можеби од кога ќе се напише за некој друг ќе стане, а лек за да се преживее онака нешто што не може да се каже, да, дефинитивно. Да се вратиме на реакциите, какви реакции доби досега од читатели, има ли некоја порака што те трогна? Па сите ми се драги пораки на некој начин, затоа што најмногу ме радува тоа што некако сите ова природно си дојде книгата вака до читателите и реакциите некако доаѓа спонтано, природно се и многу се радувам што добив позитивна реакција од мојот брат, кој исто така е писател, автор и мој најстрог критичар, значи што лично од него најмногу ме израдува позитивната реакција за оваа книга. Исто така и мислам, излезе интервјуа што имав претходно и мислам како луѓето навлегле во книгата, баш тоа многу ме радува. И многу исто тука ме радува увидот што го добив во рецензијата од поетесата Александра Спасовска, како она баш ги сецирала на некој начин нештата во книгата. И сето тоа заедно, значи, за секој автор би представувало огромно задоволство. Така. Поезијата често ја доживуваме како нешто за одбрана. Дали мислиш дека треба да биде елитна или треба да влезе во утринското кафе, на радио, на улица? Поезијата пред се дефинитивно треба да си има свое место. Но исто така во никој случај сметам дека не треба да биде елитна, да треба да допира до луѓето, да боцка. Јас така се изразувам значи според мене поезијата треба да биде концептуална и на некој начин да ги предизвикува читателите, па и критичарите и авторите, значи секој што би прочитал да на некој нов начин на размислување, но и на действување, ако веќе се работи за некоја ангажирана поезија. Добре, дури ако се работи за некој друг тип поезија, пак ќе кажам, тоа би било некој концептуален пристап, што ќе тера на размислување и на действување, како што понатам да направиме околу тоа нешто. Така. Што би сакала да каже некој што ќе ја прочита збирката, што е таа една емоција што би сакала да остане? Па сега вака во збирката многу се привлекуваат теми за оттуѓеност, барање на потреба од припадност, надминување на собствените ограничувања лично и наметнатите нешто не се од околината. Па би сакала да се предизвикаат чувства токму спротивни на ова. Значи некако да излеземе од тие мерки и да, мислам, условно кажано мерки и да ги надминаме, да се надминат. И за крај, дали имаш стих што си го повторуваш себе си од време на време од своја песна или од некој омилен поет? Од друг поетеса, значи тоа се стиховите прв пат се сретнав себе си крај едни урнатини, додека врнеш. Така. Со ова прашање ќе го завршам ова денешно интервју. Ти благодарам што беше наша гостинка во Македонија наутро. Верувам дека си помина добро. Подолго време го договаравме ова интервју, никако да го договориме, еве конечно, ама мислам дека се случува во време кога треба да се случи. Мислам дека го извлековме максимумот денеска да ја презентираме збирката на нашите гледачи. Благодарам и на вас за поканата. Навистина многу пријатен разговор имавме. Ке имаме нешто ново наскоро, се подготвува нешто? Ново сега можеби не во областа на поезијата, бидејќи јас сум економист по вокација. Продолжувам, значи оваа година планирам да работам теоретска книга од областа на бихевиоралната економија, односно за ирационално економско однесување, како луѓето реагираат кога се навистина луѓе, како донесуваат економски одлуки, кога
со своите, онака, врз основа на своите верувања, вредности Или логика. И логика, да, а не врз основа на некој даден економски модел. Така. Значи пак надвор од единиците мерки. Надвор од единиците мерки. Благодарам многу за гостувањето. Благодарам за поканата.